Трпе Инвест Охрид. Вкусно! Полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во текот на јуни и јули годинава извршила 44 акциски контроли во водите на Охридското езеро насочени кон санкционирање на кривичното дело незаконит риболов, откривање сторители како и пронаоѓање мрежи и други предмети поврзани со извршување на кривичните дела. При контролите полициските службеници затекнале 2 лица при вршење на кривично дело незаконит риболов. Станува збор за едно лице од Охридското село Пештани и едно лице од Струга, кои биле приведени во полициска станица, а против нив се поднесени соодветни пријави. Во текот на акциските контроли биле пронајдени вкупно 25 така наречени висечки рибарски мрежи со вкупна должина од 4 км и 900 метри, кои се најстрого забранети за лов на риба. Запленети се и 702 парчиња охридска белвица со вкупна тежина од 97,1 кг. Од СВР Охрид информираат дека и во наредниот период полициската станица за граничен надзор Охридско езеро ќе продолжи со акциски контроли по овој основ, како и согласно одредбите од Законот за внатрешна пловидба. Илјадници туристи летово одмараат во приватни апартмани, станови, кујки и вили. Станоиздавачите остваруваат приходи, но дел од нив не ги пријавуваат, затајувајќи данок, за да се намали сивата економија во туризмот. Управата за јавни приходи ја започна кампањата Фер туризам со пријавен данок, со која ги повикува сите кои сместуваат гости навремено да го пријават доходот и да го платат данокот. Кампањата Фер туризам на Управата за јавни приходи е наменета за да се создадат фер и еднакви можности за сите. Сите даночни обврзници да бидат даночно усогласени, да се ги запазат своите даночни обврзници, навремено точно да се ги пријават, да си го пријават данокот и да си го платат. И Управата за јавни приходи им стои на располагање на сите граѓани. Јас сега во моментов ги повикувам сите кои имаат потреба од информација, помош, поддршка, да се обратат во просториите на управата. Пријавувањето на доходот се врши електронски преку системот е-даночни услуги. Рокот за пријавување е до 10 во месецот за претходниот месец, а плаќањето на данокот до 15. Управата за јавни приходи за таа цел има изготвено брошура соодветна со која ќе ги запознае даночните обврзници за нивните обврски, ги информира како е начинот на пријавување, исто така на веб страната постои калкулатор каде што сами можат да го внесат износот и да си го пресметаат данокот. Најново е тоа што имаме изготвено и видеоводич кој е достапен на YouTube каналот на УЈАП. Под лупа летово е приватното сместување. Освен едукација, Управата за јавни приходи најавува засилени контроли и санкции. Во Охрид има околу 3500 регистрирани станоиздавачи, но има дел кои издаваат без да се воопшто категоризирани. Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид го забележа најуспешниот месец јули во својата историја, поставувајќи нов рекорд и во бројот на патници и во бројот на реализирани летови. Во текот на јули, Охридскиот аеродром обслужи 52.544 патници, што представува раст од 41,21% во споредба со истиот месец минатата година. Воедно беа реализирани 443 летови, односно 34,65% повеќе отколку во јули 2025 година. Во истиот месец беа поставени уште два значајни рекорди. На 26 јули беше регистриран најфреквентниот ден во историјата на Охридскиот аеродром, со обслужени 2988 патници, додека на 20 јули беа реализирани рекордни 22 летови во текот на еден ден. Позитивниот тренд се потврдува и преку кумулативните резултати. Во периодот од јануари до јули преку Охридскиот аеродром патувале вкупно
ukupno 175.182 патници, што е за 24,24% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Во истиот период биле реализирани 1350 летови, што представува раст на авионскиот сообраќај од 28,6%. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и многу топло време со мала локална облачност, дуваше слаб до умерен ветар од променлив правец. Максималната температура се искачи до 33 степени. Утре во Охрид сончево и многу топло со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветар со променлив правец. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна до 33 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 12 до максимални 39 степени. Продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне до 40 степени. Од четврток до крајот на седмицата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и грмежи.